Зона Сачево како економска зона многу е зборувана и многу е експлоатирана низ медиумите, бидејќи беа најавени доста вработувања во оваа зона и остана така нејасно зошто толку се одовлекува. Еден од проблемите што ги имаше зоната со која се сретна при самото солеминизирање со земјиштето беше и тоа што Евана мораше да ги дислоцира своите далеководи, бидејќи беа, кај што може и сами да забележите, беа во средиште на земјата, кај што треба се гради. Се направи таа работа, се дислоцира далеководите, сега завршува фазата на проширување на патот, кој мора да стане функционален, бидејќи овде се очекува да има висока фреквенција на тешки товарни возила. Патот се проширува, се пуштат и гасоводната мрежа се пушта, бидејќи еден од условите за зоната да се развие и да се развијат тие индустрија е ефтин енергенс. Општина Струмица веќе ги привршува тие работи, така да веќе во набрзо во следниот период може да влезе, се очекува според инвеститорите од 15 до 20 дена влегување на механизација и целосно започнување со работа, значи насипување, поставување на темели и така натаму. Еден од најголем најавуван инвеститор беше Конкорд од Германија, кој има 60.000 метри квадратни земјиште и беше најавено дека ќе гради сушара. Значи, инвестицијскиот проблем што го има со кризата, со економската криза кој го зафати генерално целото европско подречје, е завршено, тие завршуваат, ја финализираат финансиската конструкција и се очекува наскоро и тие да почнат. Останатите 12 фирми кои сме во Исток Бизнес Груп, како групација која купивме 100.000 метри квадратни парцела, значи од сите имаме најава дека набрзо ќе почнат, меѓу кои и грчката фирма за прехранбена индустрија, тоест за производство на круасани и такви работи. Значи најавија дека наскоро и тие ќе почнат, значи тука ќе има од лесна индустрија, ќе има дрвна индустрија, од повеќе бранши има инвеститори кои најавија дека брзо ќе почнат и тие. Бројката која се движи, да кажеме, ако земеме во обзир дека ќе има околу 15 компании кои тука ќе градат, можеби и 20 компании вкупно. Првичните најавни бројки се дека првите вработувања би се движили негде од 20 до 25 луѓе со капацитет на зголемување на сите тие фабрики и до 150-200 вработувања. Меѓутоа, зависно од економската ситуација во државата, зависно од потребите, развојот економскиот развој на самата фирма, меѓутоа потенцијалот на оваа зона е доста голем и мислам дека во овој регион би била најголем со економски потенцијал и најинтересна зона. Пред се ради енергенсот, ефтиниот енергенс, лесната пристапност, тука сме на Тромегие. Мислам дека како зона ќе биде доста атрактивна и другите парцели кои се голем дел и приватни да се продадат за таа намена, значи за индустрија, лесна индустрија. Па ова земја беше од претходно маркирана како земјиште, колку што јас знам дека на оваа земја беше и аеродромот. Значи аеродромот што беше, мислам дека беше за рекреативен аеродром. Рекреативниот аеродром беше тука. Сега, дали би можели да навлегуваме, дали треба прва класа земјиште, дали е прва класа воопшто, дали би требало да се користи, тоа не знам, меѓутоа уште од поводнешниот и генерален урбанистички план е зацртано за индустријска зона. Знам дека истата таа површина своевремено пред 7-8 години ја бара грчки инвеститори, додуше тие продаваат тогаш и на многу повисока, сака да го купат на многу повисока цена, меѓутоа што се случи. Може би по-добро оваа земја што ја купија наши домашни фирми и ќе имаат поголем потенцијал за развој. Сепак на крај домашни фирми ќе се развиваат, овде ќе останува капиталот.